Еве, професор, ќе можеме да забележиме овде ваши дела, навистина една уникатна изложба, па малку повеќе околу оваа техника, непозната верувам за народот. Од каде идејата токму везбање на стакло, од каде ја црпите идејата и што се имате насликан? Техниката ме мотивира везбите од мајките на носија и на прекривките во домаќинството. Таа техника веќе изумира на облеката, зашто веќе облеката и таа прекривка ги красат веќе музејските витрини. Сакав да го дадеме на иднината, а и со едукација уметникот, конзерватор од Маđарска, од ништо да направиш нешто ме воспитуваше. Ова го имаше на времето на островот Мурано. Ова доаѓа еден вид реставрација после толку години. Мотиви. Претежно изложбата, ова е една композиција која е представена писменоста, развојот на писменоста и науката во Македонија. Зборува уште од глаголицата, бројот е 46, првата глаголица, бидејќи е подарок на Меѓународниот славјански универзитет Свети Николе, по повод кога станавме универзитет, инаку јас сум таму вработена како професор. Една ја подарив на гостите од Русија што беа. Остана 45, сега пред нова година се додадени уште 2 на платно кои многу говорат. Иста техника, меѓутоа се изработени на платно. Така, еве, овде можеме да забележиме една прекрасна икона, да речеме. Да. Еве, колку време ви е потребно за да ја изработите и со каков материјал се изработува оваа слика? Сликите со специјални бои ги изработувам за стакло, а има некои што сама ги изработувам. Еве, колку време ви е потребно? Време тоа зависи од расположение најмногу. Дали е потребно да бидете мирни, да имате спокој? А тие ме смируваат. Во напнатоста, во денешното динамично движење напнатоста, јас го смирувам со цртањето. И може за една вечер, една слика, но се е приготвена. Зашто припремата е многу подолг временски период. Цртањето е тоа веќе и во главата, во нервниот систем се припремено што ќе се прикаже како. Кога земеш да црташ, се тоа автоматски го префрлаш на стакло. Еве, а каде на се друго место ги имате представено вашите дела? Дали може би еве на меѓународно ниво се работи? Ги работам од 2004 година, како што реков, кај Маријета конзерватор од Маđарска, бев ученик, од тогаш работам интензивно, имам учествувано на многу групни изложби поради финансиите. Имам исто учествувано 2008 година во ИАШ, меѓународен фестивал, каде ја добиви првата награда со ова техника. И најмногу ги подарувам. Пример, кај споменикот 903 Крушево и коренот ми од таму, кај Тоше Проевски исто, по 50, 100 години мајка Тереза исто. По цркви имам исто така, индивидуално, 2 композиции им кружат по Македонија. Инаку денеска е 15-та поред самостојна изложба последните 2 години. Еве, за љубителите на уметноста, каде се може да ги најдат вашите слики? Може по порачка секаде, телефонот е кај вас, преку вас може, нема проблеми. Може ли да ни откриете еве како варира цената, од колку започнува цената? Цената е индивидуално. Боите ги не платувам само, ништо повеќе. Основниот трошок бидејќи е многу скап. Така, и ве рековте дека веќе подолго време изработувате вакви везби на стакло. Има ли побарувачка од граѓани? Порачка, да. Не ги продавам, меѓутоа по порачка ги изработувам. Инаку
До сега имам изработено над 4500 елементи. Јас ви благодарам многу за одвоеното време и ви посакувам уште многу вакви дела да направите во иднина. Благодарам и на вас, на градот Штип, кој го нарекува мајка на револуционери. Ова слика ќе биде подарена и им благодарам што дозволија и моите дела да ги видат граѓаните на Штип. Ви благодарам уште еднаш.